je posebna emocija kad vi njima date šansu da prožive taj život što im je ostao onako dostojanstveno i kako dolikuje. Od 16. godine sam krenula da se bavim humanitarnim radom. Znate kako, ja sam mnogo rano spoznala svoj put i sport mi je pomogao u tome. I tad sam samo ustala i rekla ja želim da menjam svet, ja želim da činim dobro za ljude. Mnogo veliki izazov i mnogo veliki koraci za tako malo godina. Oni igraju, pevaju, plešu, a s druge strane nemaju dovoljno hrane, nemaju vode, gladni su. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Добро вечер, драги луѓе. Неколку дена пред најголемиот христијански празник Великден, ние некако во празничен дух решивме да направиме едно поразлично издание во кое што ќе ве потсетиме сите вас, а и ние секако тука во студиото, дека пред се треба да бидеме луѓе и пред се треба да бидеме најдобрата верзија од себе. Како велат, некои луѓе едноставно се раѓаат со благослов да можат да помогнат на другите луѓе, а токму таква и нашата вечерашна гостинка која безрезервно и со цело срце помага да сонцето свети во тие кујки каде што може би изгаснало и секако да предизвика насмевка таму каде што воопшто ја немало. Затоа ве молам со еден огромен аплауз да ја поздравиме Тамара Мисирлич. Dobro veče i mnogo vam hvala na pozivu i mnogo mi je drago što sam ovdje. Тамара, сакам да ти кажам официјално добре дојде прво во Македонија, а второ и во нашето студио и да те прашам како се чувствуваш еве вака во наше обкружување. Hvala vam puno, još jednom, prelepo mi je. Ja mnogo volim da dođem ovdje, mnogo volim Makedoniju, mnogo volim ove ljude i stvarno je prelepo. Не знаеше дека ќе ја снимаме оваа великденска емисија, некако сите сме во такви убави, бои, шарени, да го предизвикаме празникот на најубаво. Najradosniji hrišćanski praznik i mi smo stvarno u tom tonu. Така е. Иако мислам дека многумина веќе знаат за твојата приказна, за она што ти го правиш, сепак мислам дека има и луѓе кои што се уште не знаат која е Тамара Мисирлич. Па сега јас тука еве пред овој македонски народ кој што моментално не гледа, би сакала да ми кажеш пример за тоа, за твоето животно искуство, за предизвиците низ кои ти си се соочила за да дојдеш денес до тука каде што си и да поттикот за таа твоја желба да стане реалност. Evo, ja ću ukratko da se predstavim za one koji ne znaju. Od 16. godine sam krenula da se bavim humanitarnim radom. Sa 16 godina sam izgradila prvu kuću za jednog deku koji je živeo u porušenoj kući tada. Tada nisam imala ništa. Nisam imala tim, nisam imala ljude, nisam znala kako se to radi. Imala sam samo srce koje je želelo, koje je htelo i slušala sam svoje srce. Zato sam i uspela i generalno šta god da sam radila, ja sam uvek slušala svoje srce. Inače sam bila u reprezentaciji, profesionalni sportista. Bavila sam se karateom sve dok nisam doživela veliku povredu. Onda sam osnovala karate klub, sada je to jedna velika škola sporta Zmaj. Radi u Vranju, u Beogradu i u Subotici. Imamo mnogo dece, imamo i fitness za žene i pilates 55+. I pored svega toga studiram 2 fakulteta, ekonomski i pravni, 40 godina. Тука сакав само да се надоврзам и всушност на она првичната желба кај тебе што се пробуди да помагаш на тие луѓе е всушност од она твое, како се кажува кај нас, траума од детство. Заради тоа што ти на своја кожа го имаше почувствувано тоа од многу мала, доби желба и да помагаш на тие луѓе. Јас верувам дека има многу луѓе кои што воопшто не знаат твојата приказна и токму само заради тоа еве некако те наговарам за да го повториш нештото. Иако јас го знам, иако девојките што се позади мене го знаат, верувам дека гледачите не го знаат сето она што го имаш преживеано, за тоа да почнеш да ti se rodi ta želba za pomoć. Jeste, velika je to borba bila. Ja sam rođena sa po 6 prstiju na nogama i na rukama. Imala sam 24 prsta i sve je bilo mnogo bolno. To moje detinjstvo, odrastanje.
kada sam nosila papuče jer nisam mogla da nosim patike, kada te svi pitaju a šta ti je ovo, a zašto imaš po 6 prstiju, kada te gledaju, kada ti se smeju, kada te odbacuju. Još sam se ja bavila sportom i to je bilo baš vidljivo jer smo morali da budemo bosi. I onda sam imala takvo detinjstvo da su me odbacivali, da su me ismevali, da nisam bila prihvaćena. I ja sam sama odlučila da odem na operaciju. To je bilo kada sam imala 11-12 godina, jer više nisam mogla, taj teret sam vukla godinama. Tad sam već bila zrela devojčica i mislila sam da će se stvari promeniti, da ću biti prihvaćena, da će operacija rešiti sve probleme. Mada nije bilo tako, ja sam bila i u kolicima i mnogi ljudi su i videli tu sliku gde sam ja u kolicima i šta sada radim. I to im je motivacija da nikad ne odustaju, da nikad ne potcenjuju sebe, da veruju u sebe i da sebi uvek budu najbolji. Ja sam mislila da će operacija rešiti problem, ali nije. Ja sam bila povučena devojčica, tiha, sklanjala sam se od ljudi, od podsmeha, od loših priča, od loših komentara i onda samo u jednom trenutku, u 16. godini, ja sam spoznala svoju snagu. Preko noći sam odlučila ja više ne želim da budem uplakana Tamara, ja više ne želim da se meni bilo ko smeje, ja više ne želim da plačem, ja više ne želim da skrivam svoju bol, svoju tugu i tad sam samo ustala i rekla ja želim da menjam svet, ja želim da činim dobro za ljude. I pomogla sam devojčici koja je živela u porušenoj kući sa majkom. Tako je sve i krenulo. Ja sam tada imala školsku i sportsku stipendiju, njoj sam sve dala. Nakon toga sam krenula da gradim jednu kuću, nakon toga da renoviram, da gradim. Nisam stala, zaista sam spoznala tu snagu i mislim da svako od nas ima to nešto u sebi, bez obzira na to koliko je težak život, bez obzira na to koliku borbu vodimo, mislim da svako od nas može da probudi tu snagu u sebi. Ова сега што те слушнав, целото што го кажа, ти всушност како малечка најпрво си се криела од тие лоши коментари да не дојдат до тебе, да не те повредат. Ти се плашала да бидеш повредена всушност, додека еден ден не станеш, се разбудиш, како што каже и сама, и сватиш дека тоа треба дефинитивно да се стави крај. Сега сакам тука да те прашам за тоа што многу деца се соочуваат токму со тој проблем. Пример, каков совет би им упатила ти на тие деца? Па не мора да се деца, тоа може и да бидат и возрастни луѓе кои што се соочуваат со своите стравови, затоа што сите ние имаме страв од неуспех. Сите ние имаме страв дека нешто нема да направиме како што треба, дека нема да изгледа добро. Tačno tako, kao što rekao smo, svako ima neku svoju borbu i kroz ovo što radim, pomagali smo kroz celu Srbiju, kroz Bosnu, na Kosovu i Metohiji, bili u Africi, tamo gradili bunare za decu. Ja sam videla toliko deca koja imaju iste probleme. Deca koja su odbačena jer nemaju obuću, jer nemaju garderobu, jer nemaju najnovije patike, jer nemaju telefon, jer ne mogu da se uklope u masu. Ta deca su ismevana, odbačena. Evo, nedavno sam imala jednu priču devojčice iz Subotice. One su uplakane kad sam došla bile, nesrećne, ismevane. Niko nije hteo da se druži s njima samo zato što nisu iste kao ostali. I to je mnogo česta pojava danas. I ja kažem, stalno apelujem, roditelji, nastavnici, treneri, nemojte da žmurite na takve stvari. To ne smemo da stavljamo po stranu. Taj problem mora da se rešava. Jer te traume iz detinjstva, vršnjačko nasilje, ismevanje, odbacivanje, to je nešto što se ureže toliko duboko u nas i to vučemo kroz ceo život i ostavlja strašne posledice. Jer ja kažem i sada kao trener radim sa decom i sve ovo što radim, stalno se susrećem sa decom, sa porodicama, to su velike traume i ako se tome ne stane, Koga treba, ako se to ne prekine, kad treba, kasnije stvarno dolaze problemi jer deca se razvijaju u detinjstvu. I ako dete u detinjstvu pokupi te neke traume, probleme, strahove, onda kasnije stvarno to vučemo, to nosimo u sebi, to je velika bol, velika rana. Така е, апсолутно се согласувам што кажа. Искрена да бидам, јас не те познавав доволно допред некое време, додека да го отворам твојот Инстаграм профил, каде што ги видов сите тие видеа, искрена да бидам повторно, јас бев во шок од тоа се што видов.
да еден толку млад човек, една толку млада девојка, 22 години. 22 години е возраст каде што сите сакаат да излегуваат, да бидат во друштво, да бидат со, не знам, со своите пријатели, да патуваат, да купуваат. Ти имаш еден сосема поразличен живот од сето тоа што го живеат останатите луѓе. И тука, пример, би сакала да те прашам, како се чувствуваш ти, иако имаш само 22 години, а знаеш што имаш се направено, знаеш на колку имаш луѓе помогнато? Znate kako, ja sam mnogo rano spoznala svoj put i sport mi je pomogao u tome. Karate nije samo sport, to je veština, to je način života. Moj trener je bio jako strog čovek i on je znao svoj put, znao je i naš put. On je nama pričao, vi morate da budete dobri ljudi, vi morate da budete pošteni ljudi. Karate je sport pun poštovanja. Mi smo to u sportu naučili. Mi smo morali da poštujemo svog trenera, mi smo morali da poštujemo kolege. Kad bi ušli u to mesto gde vežbamo, mi moramo da kažemo os, to je duboki naklon, poštovanje prema kolegi, prema treneru. Tako da sam te neke veštine i tu borbenost stekla u karateu. I mnogo rano sam spoznala svoj put. Eto, ja sam izgradila prvu kuću sa 16 godina. To je bila velika stvar. Nakon toga smo kupili jednu kuću za jednu baku i za sina, pa smo krenuli da gradimo drugu kuću, pa renoviranje. Znači, nisam stala. Mnogo veliki izazov i mnogo veliki koraci za tako malo godina. I onda kad čovek spozna da može, kad čovek dobije podršku, kad čovek ima energiju, ljude, snagu, stvarno je sve moguće. Ali prvenstveno čovek treba da sluša svoje srce, svoj osjećaj i da radi ono što ga čini srećnim. Ako je čovek srećan i ako radi nešto što je možda u očima drugih i pogrešno, treba da nastavi da radi to ako je istinski srećan. Jer srećan čovek može sve. Сега многу те разбирам јас сето тоа што го кажа во моментот, но верувам дека постојат и такви луѓе кои што сега се прашуваат како баш ти, пример, си стигнала да од тие 16-17 години успееш да изградиш куќа. Тоа е неверно. Како, пример, си дошла до тие финансии? Заради тоа што секој човек кога почнува да се занимава со нешто, а при тоа нема добра позадина, мислам на домашна финансиска помош или да те турнат малку за да можеш да направиш нешто, сето тоа е чудно и сите луѓе мислат дека, пример, сите работи се прават на некаков чуден начин кој што не постои. Да. И многу е чудно да се објасне нештото дека тоа е вистина така. Доколку вистински го сакаш и го чувствуваш и го правиш тоа од срце, универзумот се спојува за да ти ги отвори вратите и да ти го возможи тоа, што на многу луѓе им изгледа чудно, невистинито, нереално и дека тоа не може едноставно да биде. Da, pa ljudi će uvek da se pitaju kako je ona krenula da gradi kuće sa 16 godina, kako i sad, ja i sad imam malo godina, 22 godine, mi imamo po 5-6 gradilišta širom Srbije. Ljudima nije jasno kako. A ja kažem jednostavno, svi ti ljudi pitaju kako, zašto, čude se, ali oni se ne pitaju koliko se ta devojka odrekla u životu. Ja nisam bila u diskoteci, ja nisam bila po kafićima, ja nisam imala neko vreme za sebe. Ja sam se odrekla svega, verujte mi, svega. Za taj trening je meni bio sve u životu. Ja nisam išla čak ni na rođendane, mene nije čovjek mogao da sretne na ulici. Ja sam bila posvećena, ja sam radila. I koliko neprospavanih noći, odricanja non stop. Znači čovjek koji želi da uspe u nečemu, on mora da se odrekne svega i da prati svoj put. Zaista koliko puta i kroz te poduhvate i kroz te projekte rizikujemo sopstven život. Ljudi ne vide sve te prepreke, ne vide našu borbu, našu bol, naše suze i onda se pitaju kako. Eto kako, rad. Ja kažem ljudi, bez suvišnih pitanja, bez ljubomore, bez pohlepe, radite. Budite srećni i zadovoljni i radujte se tuđem uspehu. Bog će vas nagraditi, sigurno. Ako nekome želimo zlo, ako je u našem srcu mržnja, ako smo stalno nesrećni, ako smo stalno negativni, ako smo zavidni, ako nas je ljubomora obuzela,
kako da budemo srećni, kako da budemo uspešni. Точно. Čovek mora da deli ljubav, da deli sreću, da se raduje životu, da se raduje što ima da popije čašu čiste vode. Mi mnoge stvari ne cenimo, ali eto, moj put, moja misija u Africi, u Ugandiji, šta sam ja tamo sve videla, kakve prizore. Deca nemaju čašu vode da popiju, deca spavaju u blatu, deca nemaju bez hrane, bez struje, nemaju lekare, nemaju obrazovanje. I ja kažem, vidite ovo, ljudi. Tad nas je pratio ceo Balkan kad smo bili u Africi i one najekstremnije slučajeve smo delili sa našim pratiocima i ljudi kažu hvala ti Tamara što ovo deliš sa nama. Vidim koliko imam i koliko sam zapravo srećan čovek. Точно, апсолутно. И јас можам да кажам дека треба вакви тамари да има почесто и да бидат побројни и да бидат на повеќе локации распространети, затоа што една не може да го смени светот, но може да смени дел и другите луѓе да гледаат од тоа што е добар пример, едноставно да се придружат доколку мислат дека можат. Иако сметам дека оваа твоја работа е, не знам, според мене Божја работа, затоа што секој не може првично секој нема толкаво срце за да може да го направи тоа и секој не може да се сноси со сите тие работи кои што се гледа, затоа што, пример, ти гледаш приказни, гледаш животни приказни со своји очи, слушаш со своји уши и тоа сето си го носиш дома. И тоа е не е едноставно за да може некој човек да го прифати. Тоа може само човек кој што има дарба да го направи тоа. Jeste. Znate kako, ja sam mnogo srećna kad neki mlad čovek krene mojim putem i kad mi devojčice kažu Tamara, ti si moj uzor, ja želim da budem kao ti. Ja sam tad najsrećnija na svetu. Ja sam mnogim ljudima širom Balkana dala savete kako da krenu, kako da rade ovo, da čine dobro, jer želim da nas je što više, da budemo porodica, da budemo tim. Verujte mi, nema ništa lepše od toga, ali kao što ste rekli, teško je. Teško je za dušu, teško je za srce. Kad vi odete i kad vidite dete u pocepanoj garderobi, kad vidite uplakane ljude, stare, bolesne, zaboravljene, kad vidite da ljudi žive bez vode, bez struje, da nemaju obroke, da spavaju na daskama. Ja živim te njihove priče, ja sam non stop na terenu, ja sam sa majstorima, ja radim, ja sam sa tim porodicama. Mi imamo nekoliko gradilišta istovremeno i imamo i ljude koji nikada u životu nisu videli kako izgleda prodavnica odeće, kako izgleda kafić, kako izgleda restoran, kako izgleda grad. Ja sam vodila te ljude, prvi put su otišli kod frizera mnogi, prvi put su kupili sebi obuću, prvi put su popili kafu. Nama je to svakodnevnica. I onda kad ljudi to vide, to je za njih sve na svetu. I ja kažem, hajde, šta je nama teško da jedan dan provedemo sa njima? Hajde da nas je što više, hajde da radimo takve stvari. Evo, jedna baka i dan danas priča, pre 2 godine smo mi išle, ona je išla kod frizera, kupila sebi garderobu, bila u restoranu. I ona i dan danas priča kako Tamara je mene vodila, sa Tamarom sam to kupila i ona to čuva i njoj to znači. To je za njih sve i to su neverovatne emocije i tačno je da ne može svako. Mnogi su išli sa mnom i ljudi kažu, Tamara, kako ti ovo možeš? Ja ovo ne bih mogao jer mnogo je tu emocija. Kad vi vidite dete koje je uplakano, koje je bez nade, koje je bez ičega i onda kroz par meseci vidite novu ličnost. Pružili ste tom detetu budućnost, pružili ste mu detinjstvo, pružili ste mu sve. To je uspeh i to je sreća. Искрено да бидам, и јас сум слаба на повозрасни луѓе или на стари луѓе, поточно кажано. Мене ми е тешко, пример, кога ќе видам некој стар дедо или стара баба со бастон да не може да оди. Ова не знам што треба да правам, да пролевам солзи, реки, да плачам со нив, иако на нив можеби не им е тешко, затоа што они го живеат тој живот. Но од страна гледано, ти си способен, а тој некој човек е неспособен. И таа моќ, за да можеш тоа прво да го издржиш, е навистина, не знам, и ретка. И тоа што ти го кажале пријателите, навистина е така, не може секој човек, едноставно не може секој човек да го поднесе тоа. А за времето, тоа што кажа дека не знаеме да ги цениме некои работи, дефинитивно, затоа што сега сите сме некако таков живот живееме, малку побрз живот живееме, каде што работите ги гледаме низ призма на пари.
реално и сите Yes. некако сме фокусирани само на тоа повеќе да заработиме, а не гледаме да го живееме животот додека ги заработуваме тие пари, затоа што тие пари што ги заработуваме ние всушност зашто ги правиме ако не знаеме да живееме во животот, ако не знаеме да помогнеме на некој друг, ако не знаеме да го споделиме тоа што го имаме. Tačno Не не tako. pravi pobogati. Ljudi su počeli da se takmiče ko će imati skuplju torbu, ko će imati skuplje naočare, ko će voziti bolje automobil. Toliko je sve postalo materijalno da to je neverovatno. A nisu svesni zapravo da je sreća zapravo kad vi nekome promenite život, kad nekome date zagrljaj, kad nekome date osmeh. Koliko imamo tih starijih baka i deka koji su sami, koji su zaboravljeni. Verujte mi, jedna šoljica kafe, jedan znak pažnje, jedan zagrljaj njima je sve. Oni to pamte i to im puno znači. A skupa torba kao torba, ona se pocepa i ostanete bez nje za mjesec, dva. Ali ovo je nešto što vam leči dušu, što vam hrani srce. Ne samo vama, nego i tim starijim ljudima. Ja ne mogu da opišem to. Te bake i deke, oni mene čekaju. Jedan deka me je čekao na prozoru da mu se vratim. Oni se nadaju. Kad ćeš da dođeš? Ja te čekam. Tamara, ti si moje dete. Tamara, ti si moja ćerka. Strašne su to emocije. I ja zato kažem, mnogo mi je drago kad učinimo nešto za starije ljude. Mi smo mnogo kuće izgradili za bake, za deke. Pa sam ja čak i prvu kuću izgradila za jednog deku. I to je posebna emocija kad vi njima date šansu da prožive taj život što im je ostao onako dostojanstveno i kako dolikuje. Тамара, кажавме многу убави работи, искрена да бидам, мене ми ги наслози очите, можеби прв пат ми се случува во емисија така да бидам многу емотивна, но затоа сега, затоа што кажавме дека е великденска емисија, ајде да почнеме со некои малку и посрекни теми, затоа што тие се убави работи ти што ги правиш, не се тажни, тие се убави работи, треба луѓето да бидат срекни за тоа. Кажи ми пример еве за тебе, што представува среќа? Што за тебе представува среќа без да ме расплачеш? Meni sreća je trenutak useljenja, kad ti ljudi dobiju novu kuću. To je velika sreća, to su velike emocije, to su velike stvari. Kad oni vide svoj novi dom prvi put. Ja to nemam reči da opišem. Dobiju deca svoje krevete, svoju sobu, prvi put dobiju vodu, dobiju struju, dobiju sve uslove. To je neverovatna sreća i to treba da se doživi. Mi na useljenjima imamo mnogo gostiju, mnogo ljudi i ta sreća kad se to podeli, evo bili su nam i bajkeri na posljednjem useljenju, bilo je preko 300 ljudi. Tako da to je za mene, ja jedva čekam taj trenutak da porodica dobije svoj novi dom. А затоа што ти имаш 22 години. Еве пример сега би да прашала за приватен живот, затоа што во главно сите разговори, сите одговори што ги правиш се поврзани со фондацијата, поврзани со тренинзите, поврзани со хуманитарни дела. Кажи ми што е оно што те прави срекна, а не е поврзано со работа? Pa iskreno, ja sam se toliko dala da je to postao moj život. I privatni, i ovako, i svakako. Evo ja gde god da idem, šta god da radim, gde god da se nađem, meni ljudi krenu da pričaju svoje muke, svoje probleme, da je nekome potrebna pomoć. I stalno sam u tome, ja to živim. To nije moj posao, to je moj put, moj život. Ja sam non stop sa tim ljudima, svoje vreme. Ja sam se sa tim porodicama, ja sa njima obilazim grad, ja sa decom budem dok majstori rade, ja sam non stop na terenu. To su gradilišta po celoj Srbiji i onda prosto nemate nešto puno vremena za privatni život, ali svakako da sam posvećena i školici sporta i deci u školici sporta, fakulteti. Ja imam veliku želju za obrazovanjem i iskreno jedva čekam da ih završim. I privatni život, samo dobra organizacija, uvek se nađe vreme i za porodicu i za prave prijatelje. Da, i za neki odmor. Eto, ja volim da provodim vreme sa svojom bakom. Moja baka je takođe starija, ima 83 godine i ja sam odrasla sa bakom i sa dekom i to mi je, na primjer, najveće zadovoljstvo. Evo sada pišem i knjigu.
Драго. To sam nedavno podelila sa svojim pratiocima i svi onako jedva čekaju, tako da kad nađem te slobodne trenutke, ja pišem i isto moja velika ljubav su konji. Idem redovno na jahanje i volim taj kontakt sa prirodom, a verujte mi da kad spojite sport i prirodu, nema lepše od toga. I to je neka moja sreća, ali u principu taj moj put, sve te porodice, njihova sreća, to je moj život. Кажа дека не одиш во кафичи, не одиш во дискотеки. Каде се дружиш со твоите пријатели? Кои се твоите најчести излегувања? Одиш ли на одмор со пријатели, со дечко? Си имала ли до сега? Многу злобно беше ова прашање, извини, не знам како поразлично да ти го поставам. Ništa, pa ovako, moji prijatelji su uglavnom ljudi koji znaju šta žele od svog života, ostvareni ljudi i uglavnom su stariji od mene. Nekako sa mojom generacijom, evo i sada na fakultetu, nemamo neke zajedničke teme. Ja ne želim da pijem kafu sa nekim ako će taj neko da ogovara nekog predamnom. Ne želim da pijem kafu sa nekim ako će on da mi priča ko se kako obukao, ko je gde išao, ko je šta radio. Mene to ne interesuje. I ja kažem, imam jednog prijatelja koji nikada u životu nije ogovarao nikoga. I ja kažem, svaka ti čast, naklon. Ja volim da pričam sa takvim ljudima. Hajde da pričamo o nekim ciljevima, hajde da pričamo o nekim lepim stvarima, da kažemo nešto lepo za nekoga. Hajde da budemo srećni i zadovoljni, da inspirišemo, da motivišemo. Zašto bih ja gubila vreme da sedim onako i da pričam s nekim o nečemu ko ne zna gde ide, ko ne zna šta radi, nema nikakav cilj u životu, živio danas za sutra na račun svojih roditelja. To ne radim. I isto ne gubim vreme na takve stvari. Smatram da je to jako bitno da shvatimo da je vreme ono nama najdragocenije i da moramo mnogo da pazimo kako ga, gde i s kim trošimo. Tako da... A za ljubav ne mi odgovori ništa, mi go preskokna? Pa jeste, preskokne ga. Znate kako, ljubav, pa to je jedna ravna linija zato što ja sam svesna da retko ko može da razume moj put, da retko ko može da shvati. I evo, navešću jedan primer. Meni je jedna žena na jednom useljenju prišla sa suzama u očima. Želela je da me zagrli i da me upozna. I ona mi je rekla, Tamara, molim te, čuvaj se. Nemoj da nađeš neku budalu koja neće znati da te poštuje i da te ceni. Tvoj muškarac treba da bude 3 puta jači od tebe. I ja sam s njoj ovako rekla, hvala vam. I ja se zaista vodim toga. Ja želim muškarca koji će da bude 3 puta jači od mene. Muškarac ženi treba da da krila, muškarac ženi treba da bude podrška. I ona njemu, naravno. Ali smatram da treba da se zna šta je muško, šta je muška ruka, kako se to znalo kod naših predaka, kakvi su bili naši preci, kakvi su bili naši ljudi koji su se borili za svoju zemlju. Tako muškarac treba da se bori za svoju ženu i ja ne želim da pristanem na nešto manje od toga. Јас апсолутно се согласувам со се што кажа и морам тука во име на љубовта да наздравиме со ова прекрасно вино од Шато Ризов, да ми кажеш и како ти се допаѓа? Прелепо е. Затоа што Шато Ризов спремија еден подарок за тебе, ова да си го пиеш со омилени луѓе или ако не пиеш алкохол, може да си го подариш на некој, затоа што ти сите работи онака ги подаруваш. Хвала пуно. Еве сега и ние да ти подариме нешто. Хвала пуно. А сега одиме, драга наша Македонија. Најзабавниот дел во нашата емисија, тоа се рубриките, почнуваме со Жешка енигма на Ангела. Здраво, драги мои, не би ни можела да замислам подобро великденско издание од ова денеска. Мене до сега емисијата ми траеше многу кратко. Значи, такава некоја енергија, релаксирачка и таква ти е смирена енергијата, мораше нешто лудо да осмислиме малце во Жешката енигма. Доволно беше такви теми, сега малце да се размрдаме. Да, емоција конкретно сега во играта нема да имаме, ќе имаме на крајот кога ќе ни победиш, а сигурно сум дека ќе ни победи. Познатите кутии, 3 набројни се тука пред нас. Секоја кутија има различен предмет. Ти со затворени очи треба да ги отвараш кутиите и да нацрташ, секако со затворени очи, тоа што е во кутијата. Ајде. Да видиме колку добро ќе се снајде. Јас мислам дека се во животот и оди и во се снајдува и за помош и кон луѓе и се. Да видиме денеска колку ќе биде снаодлива и во нашата игра. Ке те замолам првенствено ги ставиш на очарите.
Инаку, добро, може и така ако сака. Ајде. Ето така. Дали гледаш нешто? Сигурно не гледаш ништо. Ништа. Јас ќе ти помогнам со кутијата. Ајде, повели, прват, еве го тука. Добро. Ајде да нацртаме сега. Ливчето е тука. Пенкалцето, сакаш хоризонтално или вертикално да не црташ? Како сакаш ти да Може црташ? така. Само од оваа страна е пенкалото. Вака само, оп, за да можеме после убаво да прикажеме на камера. Ето, тоа е тоа. Одлично, јас морам да прикажам тука што ни нацрта. Еве вака. Ова е првата кола наша. Јел добро? Супер е, одлично, ќе видиш на крај, Добро. ќе се инспирираш и самата за многу понатака. Ајде да видиме. Ајде, повели. Можеш да го отвориш ако сакаш. Могу? Да. Добро, добро, добро. Ето Може? така, може. Супер! Еве што ни нацрта. Еден Шанел имаме тука, го погоди. Парфемот е многу подобар од колата, морам да ти признам. О, добро. Ајде, готово. Ете сега третиот круг. Ќе ни даваш и индикации што црташ додека го црташ. Ајде, земи ги вака. О, цртам наочаре. Ајде. Ајде. Да ни покажеш сега како ќе ги нацрташ на очарите. Можеш да ја напишеш и марката. Може. Ајмо овако. Добро. Сега што црташ? Што е тоа? Круг, стакло Добро. едно, Едно стакло. стакло друго. Добро. Идемо сад ручице. Ми го нацрта и Опа. пултот. Тако. Супер. Добро, може и марка. Може, може. Ајмо. Ода овде стакло. Јел Ајде, ту? тука е стаклото, да. Леле, Тамарче, ама А, марки, јесу значи, добре. многу си скромна. Еве, едни Гучи наочари не нацрта. Ние можеш да ги извадиш на очарите. Сега ќе ти ги прикажам и цртежите. Цртежите ќе бидат на аукција. Може да си ги купите. Еве ни ја колата. О, Морам и да ти ги прикажам и во живо. Ете, на очарите. Требаше малце мачкини да ни ги нацрташ. добре су. Добре, су, супер добре се, су. супер. Парфем е најбољи. Најдобар е парфемот. Еве го и Јесте. парфемот, значи Јесте. 3 ни погоди. Еве го и количето. Добро, овде су мало су у квару. Добре, нема проблем, ќе однесеме на механичар колата, а сега морам да те наградам за прекрасните цртежи кои што секако ние ќе ги изложиме и ќе ни бидат и на аукција. Охо. Затоа што имаш одлични уметнички способности, ние од Аџико Home Center ти даваме Хвала подарок. пуно. Да, тоа е Home Center каде што може да се најде се за домот и за градината. Знам дека на гледачите сигурно ќе им биде нешто потребно. Ти можеш да се видиш дали ќе ти се допадне подарокот. И исто така ја користам и приликата да ги поздравам нашите пријатели Flex Broker и да ви укажам на тоа дека можете да го осигурате вашиот дом за само 0 денари. Се што треба да направите е само да ги посетите нивната веб страна www.flexbroker.mk и да си ги поздравам исто така и дрес-код кој што денеска од девојка во фустанче ме направија да бидам Аладин. Им благодарам на дрес-код. Здраво и од мене, друга Македонија. Денес ми особено чест што наша гостинка е Тамара. Еден голем хуманитарец кој испрака една голема порака до сите, а тоа е да не забораваме во ниеден момент дека треба да бидеме добри луѓе. Браво, Емче. Тамара, ти си имаш многу убаво calming. Што е calming во Македонија? Смирувачка енергија и многу убав глас. Може да пее нешто од македонски песна, не знам. Може. Да певам? Да? Тоа још нисам радила. Црташ сега да
Može? Može? Da, može. Sad ćete da se iznenadite. Ajde. Može. Ajde. Makedonsko devojče, kitka šarena, pomoć Bogradina nabrana, dar podare. Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Ема не продаде за Србија. Ема не продаде за Србија. Срам те било. Се шалам. Браво, Тамарче, ти значи за се си имаш талент. И немаш срам. Тоа е многу добро. Што можеш и да нацрташ, И да можеш и певам. да отпееш, можеш и да кажеш тоа што ти лежи на душа. И тоа е многу добра карактеристика. Jest, čovjek uvek treba da kaže ono što mu je na srcu. Така е. И да се запее, како кажуваат, кој пее зло не мисли. Zlo ne misli. Така да, tačno. слободно. Повелиемче. И Тамара, сакам да ти кажам дека многу сакам што тоа што го правиш и Господе да ти даде повеќе. Hvala Emče takođe. И беше во Југанда и Танзанија, и јас сум од Кенија. Како, дали ти се допадна таму? Jeste i mnogo mi je drago sad što te vidim. Meni je Afrika nešto najposebnije i Afrika je nešto što je i promenilo moj život i to što sam videla tamo. Mi smo gradili bunare za decu koja su živela bez vode. Izgradili smo ukupno 7 bunara i dalje gradimo i dalje smo u kontaktu sa tom decom i ja želim da im se vratim. I zaista mi smo njima doneli izvor života, doneli smo im vodu, a voda je sve. I oni nas pamte i dan danas pričaju neka Bog čuva ljude iz Srbije i mole se za nas i stvarno je Afrika za mene nešto posebno i najlepše iskustvo u životu, mogu slobodno da kažem. Браво. Многу добро кажано. Да, многу. Тамара, како се чувствуваш денес во нашата убаво студио? Mnogo mi je lepo. Znate, ja nekako, Tamara je uvek ozbiljna, Tamara uvek treba da bude uzor, Tamaru deca slušaju, Tamara daje savete, Tamara je inspiracija, motivacija, ali svima nama treba nekako dobro raspoloženje, smeh, zabava i hvala vam na tome. Секако. Дали до сега си пливала во длабоко? Сакам да те прашам, затоа што следи мојата рубрика во длабокото со Ем. Da li sam? Добар пливач си? Jesam, Da? jesam, da. Добро, ќе видиме. Neću valjda i da plivam sad. Ајде, може да започнеме. Ајде. Најпрво извлечи 3 карти. Ајде. О, 4! О, сакаш 4, да? Добро, нема проблем. 3 недоста, ајде. Може. Може? Ајде. Која е најголемата грешка во твојот живот? Najveća greška? Pa znate kako, bilo ih je mnogo, ali ja sam ponosna na svoje greške i nekako ih nosim i što kažu ljudi, na greškama se uči. Ali eto, možda mi je najveća greška to što sam bila mnogo mlada i verovala možda pogrešnim ljudima. Ja sam imala volju, želju, čisto srce, samo 16 godina i bilo je ljudi koji su to zloupotrebljavali, koji su koristili moju dobrotu i moje mlade godine, ali opet kažem, sve je to neki put i čovek postaje jači posle svake greške. Dobro. Ајде. Кој е твојот најголем сон или стремеж во животот? Najveći san mi je bio iz detinjstva da jednog dana otvorim klub i da radim sa decom, da budem njihov trener. To sam ostvarila i taj trenutak kada sam ja stala pred tom decom, naš prvi trening, to je bio
to je bio kao kad čovjek počne da živi svoje snove i ja ih sada živim i sa decom i sa ovim ljudima i sa svim porodicama. A eto, sada mi je neki san eto, da nastavim tim putem, da bude što više kuća, što više porodica i naravno da se vratim u Afriku. Интересно. Dobro. Koji je tvoj omiljen stih? Стих од песна, веројатно. Stih od pesna i zašto? Znate koga ja puno volim i sestre i ja smo odrasle uz njegove pesme. On je iz Makedonije i to je Slatkaristika. На вистина? Istina, Slatkaristika? mi znamo svaku njegovu pesmu i sve te stihove. On je imao poučne pesme kako nekada nije imao da jede, kako Така. nosio pocepane patike. I baš smo pričale sestre i ja u putu da sećale se tih pesama, te stihove. Tako da ajde neka bude to. ta Нека njegova биде pesma. Слаткар и Слаткар го повикуваме да ни дојде во емисија. Da, Така имаше? da. Ете Da така. se zapoznajemo. Да ни може, ете така. Ги скарајмче. Ми кажа со прстот. Da. Аре. Koja je najludata работа, što si ja napravil, a vo ime na ljubovta, izvini. Najluđa stvar za ljubav. Да. Da. Mislite ovako za ljubav, За љубов, љубовна врска. ono što sam malo pre Да, preskočila. да. Видиш, сама си го извлече, сега ништо не те прашав јас. Najluđa stvar za ljubav. Pa... Ništa posebno nisam radila za ljubav. Jer nije se javio taj muškarac koji... Nije došlo to. Nisam spoznala da je neko taj pravi, da neko može da bude toliko jak, toliko hrabar. Ja jesam radila mnogo lude stvari i nisam se bojala ničega, rizikovala svoj život, krenem na gradilište kroz celu Srbiju, po planinama, po šumama, pukne mi guma, ostanem bez auta. Stvarno, nisam imala strah ni od čega da bih ostvarila svoje snove. Tako da verujem da bih se i za ljubav žrtvovala, ali nije bilo prilike. Biće, mlada sam još, samo 22 godine. Ама имаш, ти веќе правиш една лудост во име на љубовта, а тоа што не ја предизвикуваш никако. Tačno, jeste. Eto. Благодарам много, Тамара, за искрените одговори. И сега повелете подарок од Mobitech, најдобрата мобилара во Македонија. Hvala puno, Emče. Da. Hvala. Ти благодариме, Емче, премногу. Тоа ти е од нашите Mobitech, како што каже и сама Емче, таа најдобрата мобилара кај нас во Македонија ти подари екстерна батерија, ако не се лажам, така Јао, што to mi treba. сигурно ти треба на тие To mi планински treba. места каде Jeste, што jeste. одиш, батерија во секое време да ти се најде. Tačno. Kad mi pukne guma, a bez baterije, šta ću? Ете така. Hvala puno. Благодариме, Емче, и на тебе. Ивана може да продолжи. Фала ти многу. Мислам дека прекрасни прашања извлече Тамара и во длабокото се снајде добар пливаци, како што се кажа, така и видовме. Сега тука кога сме веќе кај подароците, сите ти подарија подароци, морам да ти подарам и јас. Еве првично ќе почнам од ваучер од Азелија, тоа ти е 2000 динари од најдобрата продавница за онлайн, каде што се нарачува облека, така да имаш убав стил на Hvala облека, можеш puno. нешто да си Hvala puno, нарачаш divna si. за тебе или да го подариш на некому. И Hvala секако puno. козметички салон Целзиус исто ти подаруваат вредносен ваучер од 2000 динари, тоа можеш да си го искористиш буквално за се што ти душа сака од козметички и фризерски услуги. Имаат се следно кога ќе дојдеш, ете, масажиче, малку релаксација, да Може. се опуштиш. Hvala. Како ти се допаѓа игри, да кажеме? Lepo, prelepo mi je, stvarno mi je prelepo. И сама кажа, секогаш сум озбилна, ми требаше малку да се опуштам, Da, да nešto се насмеам. drugačije, jest. Hvala vam puno, prelepo je. Кои прашања мразиш да ти ги поставуваат? Не ти се допаѓа да ти ги поставуваат луѓето, освен за дечко? To što sam preskoknula.
Pa, ja nemam problem da odgovorim na sva pitanja. I ljudi me stalno pitaju, budu uvek i suvišna pitanja i neka bespotrebna pitanja, ali mogu da odgovorim na sve, nije mi nikakav problem. Ја спомнавте Африка со Емче, затоа што и ние имаме, јас на тоа не се ни сетив додека ги спремав прашањата. И таму направи еден хуман гест, како што каже и сама Сидом Бунери, значи даде на толку многу луѓе живот, затоа што водата е живот. Jeste, voda je sve. Основно средство за да може секој човек да преживее и тоа несебично во ова себично време, би рекла. Дали ние луѓето знаеме да ги цениме работите што ги имаме? Дали сме свесни за тоа што го имаме? Секогаш ни е малку, јас тргнувајќи од мене, што и да направам, пак ми е малку, пак сум незадоволна. Зошто? Зошто, пример, го имаме тоа чувство? Ова општо прашувам затоа што верувам дека многу голем дел од луѓето се незадоволни од тоа што го имаат. Jeste, sve nam je malo, uvek hoćemo još, uvek smo nezadovoljni, nesrećni, ma koliko toga imamo, evo, uvek nešto fali, uvek hoćemo još, uvek je nešto daj da imam što više. Ali kad smo mi otišli u Afriku, kad smo videli bolesnu decu koja mole za pomoć, a nemaju je, nemaju lekove, nemaju lekare, nemaju obrazovanje, spavaju u blatu, jedu pirinač samo jednom godišnje, rade za $1 dnevno, pešače da bi došli do vode 5 kilometara. I mi smo to delili sa našim pratiocima i ljudi kažu, ja ovo ne mogu da verujem, hvala ti Tamara, ali znate šta, ta deca su srećna. Ta deca su nasmejana. Kad sam ja stigla, oni su nas dočekali uz smeh, uz igru. Oni igraju, pevaju, plešu, a s druge strane nemaju dovoljno hrane, nemaju vode, gladni su. U Ugandi vlada glad, to je činjenica. I onda kad sam stigla, nisam mogla da verujem, ona nasmejana lica, ljudi su u bolovima, ljudi su gladni, ljudi realno, kada mi gledamo, trebalo bi da budu nesrećni, jer su gladni, žedni, bosi, nemaju ništa. Така е. Ali kad sam ja videla onaj osmeh, samo sam rekla, mi ne smemo da se žalimo. Mi imamo sve, Bože, hvala ti na svemu. Така е, и тука само сакам да се надоврзам, а па од друга страна, гледајќи ги работите, доколку сите сме задоволни од се што имаме, тогаш па во нас нема да има таа желба за да правиме уште повеќе работи и да живееме во подобро утре. Čovek svakako treba da radi na sebi, treba da stvara, treba da bude srećan, ali mnogi ljudi, na primjer, eto, imaju sve i ne znaju da žive, nego samo daj još, daj još, daj još, hoću da imam najviše, hoću kad se pojavim da pijem najskuplje piće, hoću da imam najbolji auto, hoću da budem najupečatljiviji, hoću nekako previše je svega toga, previše je glume među ljudima, previše je toga, tih veštačkih stvari. Ljudi su se otuđili, baš su se otuđili. Ja kažem tim ljudima, ljudi, vidite, i ovi muškarci, koliko njih priđu i sad misle ako ima on skup sat, ako ima dobar auto, ako je, ne znam, možda za njega frajer. Така Ja е. kažem, čekaj, ti misliš da si... Ja ga gledam ovako i kažem, jel ti misliš da si frajer ako voziš dobar auto? Ne, nisi. Ne, nisi. Ako ti voziš dobar auto i time se hvališ, ako ti imaš skupu odeću i time se hvališ, to stavljaš u prvi plan, ako je tebi bitno da piješ najskuplje piće i da misliš da si zbog toga neki frajer, ne, nisi frajer. Da li ti imaš nešto drugo da ponudiš? Da li ti imaš nešto da si učinio u životu dobro? Da li ti imaš nešto da si uradio, da si promenio? Da li si ti srećan? To je pravo pitanje. Така е. Nije pitanje da se mi sad, ne znam, da glumimo ludilo, da živimo neki veštački svet koji nam uopšte ne donosi sreću. Život je emocija. Život je da ja kažem ženi lepa si. Така е. Život je da damo krila nekome ko je pao. Ja u mojoj školici sporta, mi nismo svesni koliko dobra reč znači. I nismo svesni koliko kad je neko negativan, kad je neko
otrovan, kad neko ima stalno mračne misli, kad vam neko govori stalno da nešto ne valja, da nešto nije dobro, da ste loši u nečemu, kad vas stalno kritikuje, to ubija. To može da nas ubije i da nas toliko sruši da ne možemo prosto da zamislimo koliko. Ali one reči, na primjer, ja to često praktikujem ljudima koji su u mom okruženju. Ja sestri kažem, ti si najlepša, ti si najbolja. Imam mlađu sestru i ona tako plače, svađa se sa drugovima, problemi, devojčice, tinejdžeri. Ja samo njoj kažem, ti si najbolja. Ti si najbolja devojčica, ti možeš sve. Ona briše suze, ona ustaje i kaže, ja jesam najbolja. Decu u mojoj školici sporta, ja svima kažem, ti si najbolji, ti si najjači. Naša škola se zove Zmaj. Ja kažem, ti si zmaj, ti si pravi zmaj, ti možeš sve. Moramo da dajemo vetar u leđa jedni drugima. I kad čovek misli da može sve, kad čovek ima pravu podršku pored sebe, zamisli sad da ja imam nekog partnera i da mi on kaže, nije dobro to što radiš, nije dobro ono, nije dobro ovo, nije ti lepa frizura, nije ti lepa haljina, da me svaki dan kritikuje, on će mene da ubije, uništit će moje samopouzdanje. Da go imaš obratno, da te podržava, da ti menuva to je guma. prava stvar. I ne samo meni, to treba svakome. Svako treba da ima neko ko će uvek da mu kaže da si najbolji, da si najlepši, da možeš sve. Iako nisi najbolji, iako nisi najlepši, iako si možda pao, iako nemaš volje za životom, iako si u depresiji, treba nam neko da nam kaže možeš sve i stvarno možemo sve. Така, кажи ми, ги почитуваш ли празниците? За тебе значајни ли се празниците? Верник ли си? Jesam. Jesam svakako i kad mi je teško i kad mislim da me je sve stislo, da ne znam kuda ću od obaveza, od problema, od prepreka, ja samo kažem Bože daj mi snage. I sve ovo što sam radila, ja kažem to je Božji put, Božja volja. I ja svako jutro i moja porodica i moja sestra mi kažemo, evo sad kad smo stigle, Bože hvala ti što sam stigla, Bože hvala ti što sam krenula, Bože hvala ti na ovoj čaši vode koju imam ispred sebe, jer stvarno mi imamo mnogo. Mi imamo mnogo i moramo da budemo srećni i zadovoljni, pozitivni i kad je čovjek pozitivan, onda vuče te neke lepe stvari, dobre stvari. Kad je čovjek mračan, sve krene nizbrdo, sve krene naopako. Tako da svi treba da kažemo Bože hvala ti svaki dan i da budemo srećni. Da budemo srećni i da volimo ovaj život, da se radujemo svemu. Би го завршила вака ова наше денешно дружење, но сепак сакам да те прашам што би кажала на Тамара кога имаше 10 години, ете да се вратиш 12 години наназад, кога пример си била малку по-ранлива, почувствителна. Што би кажала сега од оваа перспектива? Ja bih joj rekla, Tamara, nemoj da plačeš, briši suze, možeš sve i bićeš neko ko menja svet. Браво. И ајде сега да упатиме една порака еве за сите тие кои што не гледаа вечерва, сакам една убава порака да упатиме од тебе, секако да пред се да кажам да се сакаат, да се почитуваат, да ги слават празниците, затоа што се убави денови, утрен е велики четврток и затоа сакам малку да дадеме време и простор и на празникот кој што ни предстои. Eto, pre svega da čestitamo unapred predstojeće praznike, a ja imam da poručim ljudima da slušaju svoje srce i da sve što im srce kaže da to učine. Iako je greška, verujte mi, kad slušate svoje srce, to je ispravno. I to je jedina prava sreća. Kad čovjek posluša svoje srce, to je sve. Тамара, јас само ти посакувам да продолжиш да чекориш по овој пат на кој што чекориш, затоа што вистински, како што кажав и многу пати во текот на емисијата, се ретки луѓето како тебе. Се што ќе ти кажам е малку, но само ќе ти посакам Бог да те чува, затоа што во ова што го правиш, тебе ти треба навистина некоја Божја сила да можеш да го продолжиш. Нештото така што остани насмеано, остани ведра, остани така да им помагаш на тие кои што им е најпотребно и да не дојдеш повторно, да ни бидеш гостинка, да кажуваме убави работи. Здравје Боже, може да почнеш и во Македонија. Слушнав дека веќе имаш некоја таква цел da započneš i veliki tuka. pozdrav za celu Makedoniju i želim posebno da pozdravim mog brata Ace. On je mene mnogo čuvao kad sam bila mala i zbog toga sam i zavolela ljude iz Makedonije i želim da dođemo ovde, da ovde radimo velike stvari i da ovde pomognemo ljudima i da budemo tu za ceo Balkan, da budemo jedan narod, da nas spoji ljubav.
Ljubav može sve, ljubav pokreće svet. Јас, драги мои, после ова не знам што би додала друго, освен да уживате во предстојните празници, секако да уживате оваа вечер и да останете заедно со нас, затоа што и следната среда ви имаме припремено на вистина нешто интересно. До гледање! Додека ги спремав прашањата, само една секунда. Може да се расплакат? Јас се гледам на екран, ама. Чекај секунда ова да го потпикнам негде. Им благодарам на дрескот. Доста е.